денеска сакам да зборувам на нешто што требаше да биде продолжеток. Втората да биде проповед од онаја што ја држав за Лука, таму 13 глава, ама така испадна, нели измеѓу патував, морав да одам некаде, па сега ево сега ќе продолжиме. Ама ова зошто го видов? Затоа што зошто го ставив наслов? Вчера видов еден комшија мој. Имаше удар, беше добар, вчера видов жена му како е, не е викарен. Дека, нели, му иде времето, во таа смисла беше работа така. И ние знаеме како луѓе да зборуваме за некој кога бил тешко болен или нешто ќе му се случи, нешто не му оди како треба, кажем, ќе се опре, ќе тргне, каже не му дошло времето или не му било времето, нели како кога од која страна сте на Македонија, што ќе го спомнеме тоа. И најчесто тоа го врзуваме со луѓе кои викаме по цела логика колку беше болен и колку му беше тешко, требаше да си замине, ама ево не си замине. Не оти му не е криво оти тоа се случило, ама ево се случило нешто што не оди. Оваа фраза негде на запад често ја преведуваат како живење со позајмено време. Као демек живееш, ама не е веќе твое времето, уште малку ти останало као ево ќе ди стаса. Ама знаете што е интересно? Во овие две изјави. Сите ние сме во таа ситуација. И сакам денес да ја погледнеме. Ке зборуваме за Евангелие по Лука 13 глава, ама тој текст ќе го прочитаме некаде на пола од проповедта натака од пораката, чисто да ме разберете од кај доаѓам кој ќе дојдам во тој дел. Таму. Нема да е лесна порака пак, ќе речем извинете, ама мораме за да се разбудиме малку, за да знаеме што правиме со нашето време секој ден. Зошто? Од моментот кога сме зачнати, Библијата ни вика дека ние треба да умреме. Зошто? Затоа што псалмистот Давид пишува таму во греф ме зачна мајка ми. Не сака да каже дека мајка му направила греф кога го зачнала. Не сака да каже дека не требало да има однос или не требало да спие со неа, па затоа сега она има таква, дека во греф ме зачна мајка ми. Не, тоа не е поентата. Поентата е дека од моментот кога ќе почнеме ние да живееме во утробата на мајка ни, Библијата вика заслуженото за гревот е смрт. Ние знаеме, Библијата ни кажа дека од самиот почеток секој човек се го носи гревот на Адам со себе. Колку и да не кеме. Ние викаме децава се совршени, стварно. Ке се роди бебе, се е прекрасно, се е супер, одлично, ама оној корен на гревот, она семе на гревот е внатре. И често пати луѓе викаат нема шанси, не е така. Ајде да ви дадам еден логичен аргумент. Можда не е теолошки, ама е логичен аргумент. Сте слушнале дете да умре пред да се роди? Умрело уште така, спонтанно. Побачај се случи. Зошто? Ако детето е без греф, од каде смрт? Се чуле бебе да се роди па да умре како бебе? Да. Зошто? Затоа што во него функционира истиот закон што функционира во 50, 60, 80, 100 годишен човек. Заслуженото за гревот е смрт. Секој пат и коренот на гревот кога е внатре во некого, тој си ја носи смртта како тоа е, нема мрдање од таа тука ситуација. Кога и да се јави, таа е нешто што природно ќе ни се случи, што нормално ќе ни се случи, што е очекувано да ни се случи, затоа што е дел од нашиот живот од самиот почеток, од моментот кога Адам сгреши, викаме во рајот. Сега, прашањето е ова. Многу често луѓето поставуваат прашање, вика, каков е тој Бог што дозволува страдање, грев, болести и смрт? Еден автор, случајно го закачив, вика, прашањето не е каков Бог дозволува да се случи ова или она, прашањето е каков Бог ни дозволува воопшто да останеме живи денеска. И ајде размислете малку поинаку, да ја смениме парадигмата тука малце. Ако знаеме дека секој греф е против Бог и заслужуваме да умреме, зошто сме живи? Јас реков, нема да биде ова лесна порака. Ама зошто воопшто живееме? Интересно е дека овој исти Господ почнува и дискутира на начин да ни даде нешто што ќе не спаси од прво и од тој страф и од вечните последици на тој факт. И затоа Исус дојде, знаеме, нели во Јован 3:16, да даде вечен живот, да ни даде искупување, да ни даде Свети Дух, да ни даде можност да го довериме својот живот во неговите раце. И тоа е се убаво, и тоа е се супер, ама тоа може да се случи само и единствено кога нашиот страф или страхопочет ќе се префрли кај Господ, а не кај луѓето. Кога ќе почнеме да гледаме на Господ и речеме, Боже, фала ти што ме разбуди денеска, јас сум жив заради тебе.
Фала ти Боже што можам да го направам ова или оно, што ми го даде ова или оно благослов, затоа што ти ми го даваш. Ти не мораш да ми го дадеш. Некој од вас знае, татко ми пораснал како сирак на времето. И го слушав како додека растевме ние децата, го слушав како имаше еден многу интересен став за мене беше. Прво едно време викаше фала му на Господа што имам две деца, што Господ ми даде жена и две деца. Што имам фамилија. По некој време почна вика фала ти Боже што ги извадив децата на пат. После почна вика фала ти Боже, ево оформија фамилија, после беше леле Господи фала ти ми се роди внуче. Леле Господи ми се роди внуци. Нели, тани. Ама некако како цело време да го имаше тој став, јас добив нешто што не го заслужувам. Добивам некои работи кои се само заради Божја милост, не заради тоа што ето видиме кој сум јас. И мислам дека е убав став да го имаме сите. Не заради татко ми, туку заради Библијата. Да сме свесни дека се што добиваме е ние благодат, ние нешто што не го заслужуваме, а не е нешто, па нормално да го ќе го имам. Јас сум заслужил, треба да го добијам, треба да го направам. И ова го вклучително и нашиот живот. Вклучително и нашиот живот. Лука 13, што ќе го читаме тој дел, е еден драматичен крај на една проповед. Јас се започнав минатиот пат, ќе ја завршиме денеска, ама само да ви ја спомнам тука и нема да навлегувам додека не се вратиме на неа малку некаде кај средината, кога ќе дојдеме овде. Што е тоа што го тера Господ во крајна сметка да ни даде време? Време што ти и јас пак ќе речам не го заслужуваме. Време што мнозина го немаат. Јас се смеев, ние имаме тука луѓе кои изгубија родители на многу рана возраст. Памтам, че Владо беше млад човек кога за мен. Неколку ствари мора да спомнам. Прво, никој не си оди пред време. Секој си завршил тоа што Господ сака да го земе. Да бидеме најасно. Нема тоа, ама кога се случи? Ти Господ сакаше, тој го направи тоа. Ама второто нешто е да бидеме свесни за една друга работа. Ова беше во коментарот на Џон Макартур. Ова. Вика, верувам дека најуниверзалниот подарок, најуниверзалниот благослов кој доаѓа од Божјата општа благодат за човештвото е времето. Време да се покаеш, да поверуваш, време подарено само и исклучиво заради Божјото трпение. Не заради некоја си наша добра работа. Во Излез 34:6-7 во Стариот Завет, во Библијата пише вика Јахве, Господ, Јауе, ова е како името Божје, нема врска со јеховисти. Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава неказнет виновник. Господ дава време и на виновниот да се покае, и на честниот да му служи. Двете одат тука заедно. Во Псалм 86:15 Ти си Господи Боже милостив и благ, спор на гнев, обилен во љубов и вистина. Супер. Ајде да го видиме примерот со Јона. Јона е еден многу интересен човек во Библијата. Сте чуле за него, нели? Јона е многу интересен заради тоа што е еден тежок расист, Божи човек, демек, ама тежок расист за тоа што вика тој народ не треба да слушне за Господ, тој народ треба да умре. Господ вика, јас ќе казам Ниневија, ќе казам ниневјаните, вика, така им треба. Тоа е неговиот став и бега. Си заминува, гледа да избега, да побегне од Господ. Сме зборувале за тоа, нема да навлегувам. Интересно е, Господ вика, не име време на тие луѓе да умрат. Ќе одиш и ќе им зборуваш. И она се бунеше. Требаше да помине нели преку големата риба, требаше да излезе надвор, требаше да се појави, ама мораше да го исполни тоа. Зошто ти Господ ти даде време на Ниневија? Ако Господ не имаше да даде време, немаше да има случката со Јона. Ама случката со Јона ни зборува за Божјо трпение, ама исто ни зборува за ако тогаш. Ако го направите ова, тогаш јас ќе го направам ова. Ако вие направите ова, јас ќе го направам тоа што треба да биде. И тоа е многу битно во овој дел. Интересно е, например, дека во Неемија 9:17 го зборува истото. Покајте се, нели, времето Господово доаѓа. Еремија 44:22 кажува,
Бог нема да казни до моментот дека не му прекипи. Дека не му пукне филмот, нешто вика. Бог е долго трпелив, ама едно прашање кое може да го дебатираме вака или онака, вакво прашање обично поставуваат теолози и сакаат да се расправаат на него, затоа што се зависи од контекстот, а тоа е дали е Божјата милост вечна. Стварно, ако е Божјата милост вечна, тогаш кој би требало да биде осуден за своите гревови? Ако Божјата милост не е вечна, од кај знаеме дека нема да не засека друг пат. Значи, нема да навлезам во тоа. Знам дека е комплицирано, не е тема овде сега, ама Божјата милост, например во Псалм 136, вика неговата милост трае довека. Супер, до тука е се одлично, до овој момент. Но Господовата љубов е вечна над оние кои се бојат од него и неговата правда над синовите на синовите, над оние што го чуваат неговиот завет и ги помнат неговите заповеди да ги исполнат. Библијата вика да, Божјата вика милост и љубов се вечни, ама има еден услов. Ќе одиш по мојот пат. Не е прави што сакаш, јас ќе ти простувам. Таков родител не постои, а не по Господ. И на родител ќе му пукне филм во еден момент, ќе рече доста беше. Истото го прави Господ. Тоа е многу важно. Зошто? За да можат луѓето да се покајат. Апостолот Павле го кажува истото во Римјаните во 2 глава, 4 и 5 стих. Или вика ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божјата добрина те води кон покаяние. Ајде да запрам малку тука. Со други зборови што вика Господ? Слушај, кога ти оди добро, кога ти е во ред, кога ти помагам, кога те искубувам, кога имаш проблеми, кога дури кога ти е тешко, ти помагам да излезеш тука. Ти го презираш сето тоа и не кеш да се покаеш. Повика, јас ќе го направам се това за може да те водам кон покаяние, но со твојата закоравеност и со непокајаното срце самиот собираш гнев во себе за денот на гневот и на откривањето на праведниот Божји суд. Ајде да го парафразирам стихот. Вика вака. Јас ти давам се што е добро за тебе. Јас ќе ти помогнам и кога ти е тешко, и кога ти е проблем, и кога ти е се. Сметај го тоа за шанса да кажеш, Господи, што да направам јас за тебе. Она апостол Павле што да направи? Господи, што сакаш да правам? Пред да се покаја. Сеќавате? Од Савле, прогонител на црквата, стана Павле, Божиот апостол тука. Или вика, алтернативата ти е да ме изслушаш, да ги искористиш сите мои благослови, да искористиш се добро што ќе ти кажам и да ми се појавиш на суд за да те осудам, оти не си бил послушен. Тие се алтернативите. Нема друга, трета алтернатива. Тука. Например, видите во 1 Петар 3:20, вика, кога Петар зборува за времето на Ное, кога Божјото трпение ги чекаше во негово време додека се градеше ковчегот. Колку време градеше Ное ковчег, ќе ви текне? 120 години, вика Библијата. 120 години исто така пишува таму дека Ное проповедаше Божја праведност. Со други зборови им викаше на луѓето, еве Господ како сака да живеете. Ево што бара Господ од вас, направете го тоа да живеете. И они не се покаја. И затоа после дојде потоп. И затоа Петар во 2 Петрово 3:15 вика, долго трпеливоста на нашиот Господ сметајте ја за спасени или като спасени. Со други зборови, немој да мислиш што Господ не казнува, дека не знаеш што правиш. Немој да мислиш дека Господ не казнува заради тоа што се криеме ние од него, туку Господ вика, јас ти дам уште една шанса. И уште една шанса. И тоа ќе го видиме уште малку тука. Тоа што вика, Божјото трпение ги чекаше во ново време дека се градеше ковчегот. Ова го поминав. Зошто е ова важно? Ај сега да го погледнеме текстот во Лука 13:6-9. Имајте го ова во позадина на мислењето кога ќе дојдеме на текстот во Евангелието. Не знам на која страница е таму во Библијата, ама тука го стави за полесно го читам. Фала. Јас знам како ми ослабуваа очите. Прво имав со 10 кога ги пишував моите тука, нели што ми се белешките, после почнав со 12 фонт, сега со 14 ги пишувам и носам на очери да може да ги читам. Затоа ми е полесно вака кога ќе ги ставам на PowerPoint, сите може да го прочитаат тоа. Ја каже и оваа парабола. Некој имаше посадено смоква по своето лозје. И тој да побара плод на неа, но не најде. Тогаш му рече на лозарот, еве, веќе 3 години доаѓам и барам плод од оваа смоква, но не наоѓам. Пресече. Зошто уште да ја испостува земјата? Но тој му одговори и рече, Господаре, остави ја уште оваа година додека раскопам околу неја и не наѓубрам, па може би ќе роди. Ако пак не роди, ќе ја пресечеш во иднина.
Ова беше оној дел што јас го оставив минатиот пат и него завршивме. Смоквата е многу честа до ден денес во Израел, како што е и кај нас на југ на Македонија. Беа вредни дрва. Ако читате о Пета Мојсеева, ако читате таму во Захарија, цело време, кога пророците, или кога дури времето кога Мојсей пишува, кога се обраќаат и кога зборуваат за смоквата, зборуваат за Божи благослов. Ние имаме смоква во Струмица што припаѓа на комшиите. Во комшитскиот дворе и кај нас си влегуваат гранките. И секоја година ја сечеме, и секоја година ги сечеме гранките, и секоја година ја касапиме, и секоја година кога ќе дојде, ќе се наполни со лисе, ќе се наполни села со плод, и цело време со комшиите сме добри, они не се ни таму па воопшто, во Скопје живеат, и само ќе кажат, абе зимајте таму, правите што сакате со смоквите. И знаеш, ќе си земеш, ќе скине. Значи секоја година е така, никој не ја гледа, никој не ја чува, ама има вода, има убава земја и цело време дава здраво плод. И убаво е, кое каснеш нешто благо, сладко ќе ти дојде, стварно е фино. Да не се љутиме. Дрвото, ама смоква, ако сте виделе, расте како жбун. Има доста сенка под неа. Има гранки кои се чисти и после има убава крошња, така што во Израел ги саделе некаде на крај на лозија да може да има каде да се засолат од сонце. Значи, истата почва, што е за лозијето, истата почва што си е нели за да може да роди, си е почвата за самата смоква која си е таму посадена. Јас не сум по земјоделието, така да ако сгрешам нешто, извинете ми. Ама, тука е таа, земјата е подготвена, се си е супер и сега нормално е чекаме плод. Ако се си направил како треба, нормално е да очекуваш нешто да се случи. Неколку пати доаѓа, неколку пати не наоѓа ништо. Што е многу чудно. Ако има вода, ако има добра почва, мора. Стварно мора. Од искуство мора, ќе се појави плод, сакаш или не геш. Нема. И одеднаш, во стих 7, налетуваме кај нас еден многу интересен израз, вика, еве, работавај, гледај. Толку време идам, ништо. И тука не е толку поентата зошто не роди, кажи ми, зар не си се грижил за неја, зар не си ја наводнил. Тука е повеќе разочарување, една огорченост. Абе, се дадовме, ништо не доди. И затоа вика сечи. Тоа е поентата. Сечи, крај, завршив. Не е поентата, оде вика кај нас, зашто да испостува земјата. Не мора баш така да се преведе. Поентата не е оти другото ќе страда заради неја. Поентата е дека џабе ми е. Од ова тука и јас фајде нема. Сечи и фрлај. Има бајги иритација и тука гледаме градинарот каква е неговата реакција. Остави ја уште ова година додека раскопам, да наѓубрам, па може ли ќе роди, ако пак не роди, ќе ја пресечеш. Забележете една важна работа. Овде не се случува нешто ново. До сега не сум ја ѓубрал, до сега не сум ја наводнувал, до сега не сум ја пазал, ај сега ќе пробам да направам нешто. Вика, ајде и оваа година исто ќе се однесам како до сега, белки ќе имаме друг резултат. Ова може да се случи од две причини. Од лудост или од милост. Ајнштајн рекол дека да правиш едно исто цело време и да очекуваш различен резултат е една дефиниција на лудост. И овде би требало да кажем, па 3 години, 4-та, 5-та, колку години сакаш да го вртиш истото? Ама овде гледаме милост, не лудост. Ајде остави уште малку. Дај да видиме дали ќе имаме шанса, барем уште малку. И буквално, ако го читате текст во оригиналот, поентата е, ние немаме збор да го преведеме. И затоа во многу странски преводи, овој дел тука е во италик. Сечи. Ке рече, таму ама има едно, ако оваа година не роди, тогаш сечи. Има еден малку италик додадени зборови. Поентата е, остави ја, ќе ја окопаме, се ќе направиме како до сега, ако не роди, сечи. Буквално тоа е. Што да правиме? Тоа е она што е тука главното. Ништо повеќе. Годината е како секоја друга година. Годината не е ништо поинаква. Почвата не е ништо поинаква, смоквата не е ништо поинаква, тој што е чувар, градинарот не е ништо поинаков, што треба се смени? Ова вика, имај уште малку милост. Само тоа е. Уште една шанса. Ајде да видиме што ќе оди. Овие што го слушаа беа евреите, фарисеите,
садукеите, сите околу него. Што мислите, како се чувствуваа кога го слушаа? Мислите дека не им беше јасно што зборува? Мислите дека не им светна нив, види го што кажува сега тука овој Христос, нешто почна да ни враќа некои работи на што треба да се сетиме. И знаете на што ги повлечува да се сетат? Не знам дали го поврзувате, ама во Лука 3 глава 8 и 9 стих, таму имаме една ситуација каде што Јован Крстителот зборува пред фарисеите, зборува пред луѓето кои доаѓаат кај него, нели да се крстат, да си треба, и тој вика, донесете плодови достојни за покаяние, и после вика, секирата веќе лежи при коренот на дрвото, затоа секое дрво што не дава добар плод, што? Се сече и се фрла во оган. Јован Крстител, пар години пред тоа, ова е веројатно отприлика барем 2 години после службата на Јован Крстител, на отприлика 2-2,5 години од почетокот на службата на Исус Христос, да не видам баш догматски на времето, тука некаде се движи, каде што луѓе во фарисеиве, што цело време се вртеа околу Јован Крстител да видат што прави, сигурно им светна, овој не враќа назад. Јован зборуваше, покајте се, оти ќе видите исечени, овој зборува, бесплодни сте, ќе видите исечени. И сигурен сум дека не им беше право. Мислам дека и на мене некога да ми го каже, нема да ми биде право. Каже, нема плод од тебе, нема фајда од тебе. Сечи. Ова беше страшно. Ама, повторно го гледаме тука, вика, уште една можност, уште малку, уште една шанса. Дај им шанса во времето кое доаѓа. Не вика до година, буквално е во времето кое иде, во иднина таму. Формата така е направена, ќе видите зошто е ова важно малку подоцна. Ќе го кажам. Условно пак, ако, тогаш. Јас и ти живееме на време во кое ние на некој начин на кредит. Не е наше. Ќе мораме да го вратиме. И јасно ни е до тука што зборува. Или принесете плодови за покаяние, или запри. И тука би можел да завршам, ама би сакал неколку лекции пред да истераме до крај. Нешто практично. Убаво е вака теоријата, мај да видиме што тоа значи во пракса. Првото нешто што тука го гледам, и во случајот на Јован кој зборува, еве, секирата лежи при коренот на дрвото, и овде е дека зборуваме за единечно дрво. И сакам ова да внимаваме да не направиме грешка. Ние пораснавме, стариот човек, ние пораснавме во социјализам. Во социјализам цело време беше ние. Знаете, ние сите. Само управување, ние сите правиме ова, ние сите правиме ова. Кој е крив? Кој нешто ги трае наопаку? Ние. Ама ние не ги зеле парите. Ние не направиле белја во фабриката. Ние не биле тие што украле. Бил некој лично. Библијата не дозволува ние. Библијата зборува ние само кога зборува за црквата, за телото Христово во кое припаѓаат сите новородени верни луѓе кои веруваат во Господ Исус Христос. Инаку, индивидуалноста, одговорноста ја следува лично. И примената на приказната е овде двојна на овој расказ. Едната е индивидуална за секој човек да се види себе си, а втората беше за целата нација, за нацијата на Израел која се сметаше Божја нација. Тука може да се ставиме и ние како Македонија што се сметаме за една цела, вистинска, голема Божја нација. И ти и јас да се ставиме во сликата внатре, како индивидуи. И сакам да си влеземе тука индивидуалци. Трпението на Исус кон индивидуата, па и кон целата нација и кон целиот народ. Тоа е еден многу битен дел овде за кој сакам да го видим. Во Исаја 5, во книгата на пророкот Исаја, читаме дека Израел беше посаден на многу плодна почва. Дека Израел беше ставен на место од кое требаше да дава плодови колку што сака. Не беше поента дека е најсилниот народ. Беше оти избраниот. Бог рече, ево, од вас најслабите никаквите ќе направиме една нација. Израел што направи? Тргна да оди по други богови, отпушти се, Господ мораше да го казне. И потоа гледаме една историја. Израел ќе се покае, Бог ќе ги врати од робство, па пак ќе прават белја, па пак ќе ги однесе во робство. И кога Исус дојде веќе во Израел, Израел и израелците веќе беа отпадници. Израел беа веќе отпадници. Јован Крстител дојде, тој беше оној што им зборуваше покајте се, не се покаја, дојде Исус зборуваше за покаяние, го растана. Израел не го искористи времето што им беше дадено.
Во Римјаните 9, 4 и 5 ни вика Израел имаше откровение за Бог. Израел имаше откровение за единствениот вистински Бог. Израел беше единствената монотеистичка нација во сите тие таму што има многу божечки религии околу нив. И па се свртеа на идоли. Пак се свртеа, отидоа таму кај што не им беше местото. Тука. Имаа завети, беа усвоени, од нив дојде Месијата, имаа се, ама ништо. Кога Исус дојде, пак ја речам, тие веќе беа отпадници. Затоа што Јован Крстителот им кажа, вратете се назад, бидејќи секирата стои, избегавте од вистинската вера, ќе загинете ако не се покаете. И речи си 3 години веќе, скоро е веќе времето завршено тука. Тие се во последната година на Исусовата служба, тие се во последните неколку, можеби месеци, јас би рекол, можеби последната пола година, неколку месеци пред Голгота, Јован им вика, секирата стои во коренот на дрвото, Исус вика, ако не даете плод, ќе бидете исечени, а нивната реакција е која? Мртви, ладни. Мртви, ладни. Ништо едноставно нив не ги замера. Се случија уште чуда после, да ви кажам. Едно чудо беше воскреснувањето на Лазар. Ке ви текне. За она големото влегување кога Исус влезе во Ерусалим. Имаше еден куп други ствари што се случија. Исус покажуваше цело време дека ево ме видиме. Јас сум тука, ви дам шанса се покајат. Тие не се покаја. И Лука во 13:34 пишува, ги повтара зборовите на Исус, Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камење ги погубуваш оние кои се испратени при тебе. Колку пати сака да ги соберам твоите деца како квачка своите пилиња под крилја, ама не сакавте. Вика, еве се остава пуст вашиот дом. Ти дојде времето. До сега беше, не ви беше времето, ви дојде времето. Ви дојде времето. Одеше таму. Ги погубуваш оние што ти зборува. Готово е, ама се уште имаш малку време. Интересно е дека повторам во Лука 19 глава. Исус се приближува до Ерусалим, ќе влегува внатре за да биде убиен. Пак им ја дава шансата. Вика, а кога се приближи го виде градот, заплака за него и рече, кога и ти би узнал дури барем во овој ден што е за твојот мир. Уште неколку дена јас веќе ќе умрам, ќе немате шанса да се каете. Интересно е, ако сакате да читате малку повеќе, ако интересира теологија, израелците сакали или не келе, многу им беше јасно дека Месијата, ако стварно треба да умре, мораше да умре на Пасха. Барем Исус им објаснуваше цело време дека он е јагнето Божие кој треба да умре да ги земе гревовите. Единствен празник кога јагне Божие умираше да ги земе гревовите на луѓето во себе беше Пасха. Да се спасат преку него. Доаѓаат до тој момент, ништо не гледаат, ништо не слушаат, ништо не ги интересира. Во Лука 19:43 ќе дојдат денови за тебе кога твоите непријатели ќе те опкружат со опкопи, ќе те опколат и ќе те притиснат од сите страни. Ставете се себе во оваа ситуација. Ќе ти дадат проблемите, ќе ти дадат тешкотиите, ќе ти дадат болестите, ќе ти дадат маките во животот околу тебе и ќе те срамнат со земја тебе и твоите деца во тебе и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Со други зборови, не препозна кога ти беше дадена шансата за милост. Ево ти шанса за милост. Ако не ја препознаеш, ќе бидеш сравнет со земјата. Ова се случи помеѓу 66-та и 70-та година од нашата ера. Тогаш римјаните го сравнија Ерусалим со земја и зубија едно чудо луѓе изгина, ги спотепаа таму. Зошто? Оти немаше покаяние. Едноставно немаше. Никој не сакаше да се покае. Дојде време. Има уште време. Ама не беше трајно. Интересно е дека во 20 глава од Лука, јас се држам само на Лука сега, ама ако сврте во 20 глава, таму има уште една смоква. Многу важна. Затоа што, кога утредента вика, се враќаше во град, го читаме од Матеј, иначе во Лука ја спомнам. Кога се враќаше во градот, огладне, и виде смоква покрај патот и отиде до неја, но не најде ништо на неја, освен лисјата. И рече, од сега да нема плод до тебе довека, и смоквата се исуши веднаш. Таму пишува всушност на едно место дека се исуши и коренот се исуши, вика Матеј.
А другите евангелисти викаат, а не беше време за смокви. Ке испадне дека Исус ја утнал работата. Барал плод кога нема, ја уништил смоквата без врска. Не. Поентата беше, ти не знаеш кога ќе ти дојде уништувањето. Може да биде, вчера си немал плод, па и уште една година. Може јас сега доаѓам и вика, до тука ти беше времето. Ти и јас не знаеме кога ќе биде линијата повлечена. И јас и ти стварно не го знаеме тоа. Затоа што секој лично ќе одговара пред Бог. Тоа е првата работа. Второто нешто многу важно е, судот е блиску. Во 20 глава, во 9 стих зборува за исто така, таму Исус ќе спорне во Лука, за едно лозје кој им беше дадено на луѓе да го пазат, да го чуваат и да го одгледуваат. И газата на лозјето си најми луѓе почна да си работат и тој испрати после вика едни слуги, сеќавате на таа парава. Испрати едни слуги да видат, да речат, дајте ми луѓе, вие работите, дајте ми, имам некој ќар од лозје. Зема го тепа газа, овај што беше гласник. Тој прати втор гласник, го тепа и него на крај вика ќе опратам син ми, белки ќе се застрамат од син. Тој знаеше што прават. Го испрати синот, го уби и синот. На евреите им беше многу јасно што сака да каже. И вриеја, и беа бесни, и беа нервозни. Ама знаете што е интересно во 15 стих? Што ќе направи? Што треба? Ај вие кажете што треба да направи газдата на лозјето. Тој ги праша тие што уствари беа белјаџиите. Кажете вие како вие беа решили оваа ситуација. Ако 100 пати ти дават милост, не ја прифаќаш, што би направил ти? Кога најмилото ќе ти го земе некој, што ќе направиш ти? Он вика ќе ги срамни со земја. И ќе отдаде лозјето на други. Тоа е благослов ќе отиде некаде. А Господ ќе си ја заврши работата сигурно. Точно тоа се случи. Израел убиваше пророци, губи на крајот Христос и на крајот изгина, ги исече. Во Матеј 21:8 таму и понатаму зборувавме за она смоква тука што ја спомнав. До тука и беше времето на неа. Ова не беше ново. Бог ги проколна израелците што излегува од Египет, ќе се сетите, заради тоа што почна да се бунат, цело време мрмореа нешто, цело време нешто не им беше таман, и се сеќавате Господ како ги каза на крај. 40 години лутаа низ пустињата, пред да се вратат назад. Им помина времето, веќе нема време. Ги испрати после во вавилонско робство, заради истото, непослушност, бунт, неверување. Ги врати Господ и па назад ги врати. И цело време истата приказна гледа. Ќе грешат, Господ ќе им помогне, ќе им прости, ама постоеше секој пат и момент во кој линијата ќе биде повлечена. И да бе вратам назад нова што стои тука на PowerPoint. Прво, секој лично ќе одговара пред Бог. Едно дрво, една нација, една личност. Секој од нас ќе застане пред Бог еден ден и ќе мора да даде одговор што направи со Господ Исус Христос. Веруваше ли во Него? Не ли веруваше во Него? Тој што верувал, ќе даде плод. Тој што не верувал, не може да даде плод. Толку. По плодовите вика ќе ги познавате. Тука. Следното е дека судот е блиску. Цело време, се ова што го зборувавме сега од Лука, дај му уште една шанса, дај му уште една шанса. Како се сеќавате како кога Мојсей бараше шанса за Содом, па Господи, ако има толку луѓе, поента Боже, Авраам, извинете, ја па Мојсей. Боже те молам, уште една шанса, дај му уште една шанса на луѓето. И ние имаме луѓе за кои се молиме цело време. Дај му уште една шанса, дај му уште една можност. И Господ дава. Ке даде додека сака, ама по заименото време, ако смеам така да го кажам, не зависи од тоа колку си достоен да го добиеш. Некој може да ќе има шанса еднаш да го чуе словото и толку му е. Некој цело време може да ќе седи под словото и малку ќе му биде. Па нема да одговори. Разликата е во секој од нас внатре. Бог има право, јас реков на почетокот, нели, прашањето беше не е зошто Бог казнува и зошто луѓето умират, туку зошто Бог воопшто ни дава шанса да живееме. Значи, кога Бог ќе рече до тука беше, зима нешто свое, не нешто мое, не нешто туѓе, што не е до нас. Ова време не е трајно.
Ова не е кога сакаш јави се слободно, ресторан самопослужување 24/7, кога сакаш помини, земи, купи. Не. Вика има, му доаѓа време кога ќе рече ако не, сечи. Божјата милост не е трајна. Судот е тука. По Исаја 55 глава, 6 и 7 стих, знаете, вика, барајте го Господа додека може да се најде, повикувајте го додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат и неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа кој ќе му се смилува кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи простувањето. Поентата Бог вика, се додека имаш шанса, се додека не ти дојде времето, тука си. После тоа си готов. Бирај. Што ќе сакаш? Избери го тоа. Во Јован 8:21 вика Исус им рече пак, јас си одам и ќе ме барате и ќе умрете во својот греф. Ова е веќе пред крај. Кога веќе одеше на Голгота, вие знаете дека Евангелието по Јован еден дел, таму многу релативно голем дел е посветен на деновите кога Исус умира таму. Ова е пред да оди веќе во Јерусалим за Голгота. Ќе си одам и ќе ме барате. И ќе умрете во својот греф. Зошто? Оти кога имате шанса, не ќе ме најдете. Кога веќе ќе немате шанса, викате каде? Тоа е. Ќе умрете, вика, во својот греф. Сите ние живееме на време кое не е наше. Никој од нас не знае кога ќе му дојде времето. Јас сега, кога погледнете слики од вас пред 30-40 години. Некој немате толку години. Погледнете слики од вас пред 10-15 години. Видете се. Ке се погледнеме денес, од цавалено гледало се видов. Уште колку време имаме? Стварно не знам. Господ знае. Ама додека викаме, не му дошло времето, не ми дошло времето. Дајте да го искористиме, за никој да не може да каже, ама Господ, уште 2 минути ми треба. Сега и тука. Господ знае што ни е во срцето, Господ знае што бараме во срцето, Господ знае одговорот што го бара е во срцето. Боже, прости, ево ме, може да чекав, може да не ќе се предам сега, фала ти што примаш. Фала ти што ми дадеш шанса да можам да не до тука му беше времето. Амин.